Соочувањата почнуваат да наликуваат на реални шоуа, кога трагањето по незината цел се претвара во потера по учесници, чии што поексплицитен вокабулар, наместо шарм, и дава кооперацијско ниво на дебатата. Они кои влегле, зашто ние не влегуваме, а не си гледаме што копуци сме, не разбираш? И така као копуци некој нас на... Само да не испадне дека ги користиме тие фрази да не ни забележат. Нека ни забележат слободно. Пази, се дека не се погледаме у очи, не признаеме дека сме копуци, онда, пази, нема вистина. За да биде потврдена тезата за непотребната потреба од публицитет, сведочи слободната интерпретација на темата за дебата, во која интересот на соговорниците доживеува климакс, ама не во моментите на жешка размена на мислењата, туку кога среде соочување, злодевното чекање на туѓите аргументи се надоместува со повозбудливата комуникација на социјалните мрежи. Па ја мислев едно селфи да се... Да направи селфи и да се фалиш малку со мене, Па не, ти терес избори се не проблем. Да, одлично. Уште едно. Можеш и да ги испринташ ке се подпиш. И овој... Стана wall. Сепак да не биде дискриминиран. Ајде Камиловски да... И тоа е, луѓе. Слична е ситуацијата и со оние кои наместо публицитет мора да се определат за опортунитет. Сепак тоа не значи дека низ соврзната конверзација мора баш до толку да се обелоденува блискоста и наместо нормалното и очекувано персирање со нескриени зборови да се декларира интимност меѓу соговорниците. Кристијан, името очигледно станува и останува најголемиот проблем. Во случајот, проблем е презимето, но не е толку сериозен ако се земе предвид медиумската презентација која им се овозможува на лицата кои се обидуваат наопаку да ја свртат реалноста, но и да интервенираат во историјата со фактографија која им одговара единствено на нивните ментори. И тогашните македонски револуционери сите биле свртени према Запад, према Австро-Унгарија, према Виена. Никој не побарал помош од Русија и во тоа време. Русија ги има слободно сите балкански земји. За жал, после сите свртуваат грб, и Бугарија, и Грција, а македонските револуционери во тоа време сите гледали во тоа време прозападно, према Запад. И затоа Македонија успела и тогаш, не направила држава. Фактот дека Македонија дури без нивната братска Русија направила држава не значи дека властите треба дословно да ги следат зборовите на западните представници. Но тие не само што буквално ги пијат, туку и во целост како своја стихотворба ги интерпретираат метафорите кои само еден ден пред нив ги кажал некој друг. It's a bit like in a video game. Every time you get to one stage, you get to the following level and the challenges increase. But you also get extra points. Тоа е како нивоата во видеоигра. Завршува едно ниво, добивате поени, влегувате во следно ниво. It shows that I have teenage girls, И на крајот, во таа видеоигра единствената разлика се годините, бидејќи ќерките на Могерини се тинејџерки, а во нашата, нечии деца, без игра, ги собрале поените за да поминат во следното ниво. Македонија е мала земја и сигурно дека децата на одредени луѓе треба да работат некаде. Не е политика на владата во некој случај да ги вработува своите деца. Далеко од тоа дека е политика на владата да ги вработува своите деца. Владата на вистина нема потреба од политика за да ги вработува своите деца. Таа ги вработува и без неа, по директива.